Како долгогодишен лекар, ортопед, специјалист, што можете да ни кажете за кога е во прашање повозрастната популација? Со кои најчесто здравствени проблеми се соочуваат повозрастните граѓани? Најчесто кај повозрастната популација ти се дегенеративните промени, кои што може да бидат на работен стол и на зглобови. Најчесто зглобови што се зафатени се колкот и колената. Тие се зглобови кои што се најоптеретени. Може и на други зглобови, али ова е најчесто. Исто работниот стол, значи таму се јавуваат тие дегенеративни промени во вид на спондилозни дископатии, кои што тие дископатии може да бидат и ке помлади луѓе, не мора да ке постари луѓе. Може тоа да се врзе со години, например? Од која година вообичаено се појавуваат? Обично артрозите се јавуваат после 40 година, али може да се јават и порано ако има некоја друга причина. Например, ако има нелечен, недоразвиен колк во дете, може да се јават многу порано на колку тие дегенеративни промени. Затоа е важно да се откријат рано тие и да се лечат. А кога зборуваме за зглобовите на стопалата и тие страдаат? Тие може да има исто. Ја реков, значи сите зглобови не се иземени од артрозни промени. Али најчести се овие, значи колк и колено и дегенеративни промени на работниот столб. Жените се поризична категорија? Жените се поризична категорија од гледна точка на остеопороза, затоа што кога во менопауза се намалува лечењето на женските хормони, естрогени и коските многу побрзо ја губат густината и се склони на полесна фрактура на скршеници. Најчести скршеници се, значи, на пршени на работниот стол и на обично на вратот на бутната коска. И заради тоа се прави, треба да се после кога ќе бидат во менопауза да се направи DEXA скен, тоа е мерење или дензиметрија густината на коската. Према тој резултат се одредува и дали има потреба од терапија некоја или нема потреба. И треба еднаш годишно да се прави прегледи со нов DEXA скен за да се откријат остеопороза ако е со висок ризик за фрактури и да се третира медикаментозно. Да се превенираат тие скршеници ки постари луѓе. Се постигнуваат резултати? Да. Се намалува ризикот од тие скршеници што се на колк и на работен столб со самиот третман. Значи тие се најчести кај постарата популација се обично тие повреди кај остеопоротични промени, значи скршеници на бутната коска на вратот и скршеници на пршени на работниот столб. Ви благодарам.